Драги ученици, добродојдовте во Е-училница. Јас сум наставник по граѓанско образование Ристеска Наталија од Основното општинско училиште Единство Гостивар. Денес ќе обработуваме наставната единица медиумите во граѓанското општество. За да може да ја сватите и разберете улогата на медиумите во граѓанското општество, треба да ги остварите следните цели. Да ја објасните улогата на медиумите во креирање на јавното мислење во општеството, да прави споредба помеѓу различните видови медиуми од аспект на начинот на информирање. На крајот од часот од учениците се очекуваат следните исходи: да ја препознаваат улогата на медиумите во креирање на јавното мислење и да анализира можности за примена на современите медиуми во својата средина. Медиумите како извор на информации. Денес живееме во ера на глобализација, масовна дигитализација и информацијски бум. Било која информација можеме да ја добиеме веднаш само со притискање на едно копче од нашиот телефон или компјутер. Медиум представува канал низ кој циркулираат информациите. Според начинот на кој се пренесуваат информациите, медиумите може да бидат пишани, весници, списанија, енциклопедии, билборди и друго. Електронски, радио, телевизија, интернет. Весниците се најстар медиум и во Европа се појавуваат во 1605 година. Прв државен весник бил Акта Публика, кој го основал Гај Јулије Цезар. Сите дневни настани биле испишувани или врежувани на камени плочи. Од тука можеме да заклучиме дека потребата од информирање на луѓето постоела од секогаш. Радиото како медиум одиграло голема улога во пренесување на информациите и на пораките кои допирале до голем број луѓе. Например, во 30-тите години на 20-тиот век граѓаните многу им верувале на информациите пласирани на радиостаниците. Во 1938 година на едно радио во САД се емитувала радиодрама врз основа на романот Војна на световите од Велс. Дел од слушателите помислиле дека на земјата има вистинска инвазија од марсовци и панично ги напуштале домовите. Ова траело до моментот кога сватиле дека тоа не е пренесување на вест, туку е драматизација на роман. Телевизијата е медиум на кој вестите, информациите кои ги емитува се пропратени со слики. Се смета дека со појавата на телевизијата светот влезе во нова фаза која трае и денес. Телевизијата стана моќен медиум кој влие врз нашиот живот. Таа представува средиште во домот, центар на семејниот живот. На почетокот телевизиите емитуваат мешовити програми, наменети за различни категории на луѓе. Денес сме сведоци на телевизии кои емитуваат еден вид на програми: информативни, образовни, спортски, забавно-рекреативни и така натака. На овој начин можеме целото слободно време да го поминеме гледајќи го нашиот омилен програм. Тоа го намалува квалитетното време поминато со нашето семејство и директно влие на слабење на чувството на заедништво и блискост во семејството. За прв пат телевизиската програма се емитува на 22 март 1935 година во Германија. На Балканот почнува да се емитува во 1956 година. Интернетот како медиум последните години добива висока популарност во секој сегмент од современото живење. Тоа е сосема оправдано ако направиме споредба колку брзо и едноставно ги добиваме информациите од интернет за разлика од сите други медиуми. Веб страните во секое време се достапни за секој што сака да добие актуелни информации. За интернетот како најконтраверзен медиум важи дека е прозорец кон светот, но и најголем избор на дезинформации. Интернетот многу брзо се развива. Како комерцијална услуга почнува да се користи во 1989 година. Социјалната мрежа Facebook се појавува во 2004 година. Денес на интернет имаме низа на социјални мрежи. Покрај што медиумите пренесуваат пораки,
вести исто така може да имаат и благородна улога. Преку медиумите брзо и едноставно може да се мобилизира голем број од населението и да помогне при елементарни непогоди, земјотреси, пожари, поплави и за подобрување на животот. Медиумите во граѓанското општество. Масовните медиуми се средства за масовно информирање од сите сфери на човековото живење. Нивна клучна улога е информирање на граѓаните, формирање и креирање на јавно мислење. Во граѓанското општество тие следат работата на институциите и информираат за неа, отвараат простор за дебати, промовираат демократски вредности и друго. За да можат медиумите да ги остварат своите цели, тие мора да ги почитуваат принципите: точност, вистинитост, непристрасност, транспарентност, правичност, заштита на децата и младите. Потребно е да се почитуваат овие принципи, бидејќи лошо информираните или неинформирани граѓани не може активно да учествуваат во животот на заедницата на која припаѓаат и нема да може како граѓанин да ја контролира работата на власта. Лошо пренесена информација, посебно во време на криза, конфликт или поголеми промени во општеството, може да предизвика негативни проблеми. Улогата на интернетот во граѓанското општество. Интернетот како медиум го има најголемото значење во општеството, посебно кога станува збор за брза и навремена информација. На интернет секој корисник може да објави своја содржина или да комуницира со кого сака, поединец медиум. Ваква размена на информации се прави преку социјални медиуми или социјални мрежи, кои денес се многобројни. Социјалните мрежи представуваат форми на електронско комуницирање. Преку интернетот локалното може да стане глобално, иако денес пристапот до огромен број на информации е полесен. Може да се комуницира со било кој дел од светот и секој може да сподели информација. Сепак интернетот има своји негативни карактеристики: лесно пласирање на дезинформации и невистинити вести, крадење и злоупотреба на лични податоци, вознемирување и малтретирање на интернет, сайбербулинг, говор на омраза на интернет. Поради сето ова, децата треба посебно да внимаваат за безбедноста на интернет. При секој сомнеш дека правата им се загрозени, треба да се обратат кон своите родители или старатели, наставници или институции. Институции кон кои може да се обратат се Дирекција за заштита на лични податоци и Народен правобранител омбудсман. Во денешно време имаме голем број на медиумски содржини и сите ние кои ги примаме тие информации треба да имаме на ум дека сите информации не се вистинити и точни. Затоа секоја примена информација треба да ја провериме, да ја споредиме најмалку со 2 медиума, да видиме кој е изворот и од каде потекнува информацијата. Ако и ние пласираме невистините информации, значи и ние учествуваме во дезинформирање на јавноста, а со тоа потпомагаме во манипулациите, дезинформациите и пропагандата. Иако денес информирањето преку социјалните мрежи е во пораст, сепак не може да ги замени другите медиуми и новинарската работа. Медиумите работа според правилата пропишани во законите на земјата и меѓународните документи и стандарди. Новинарите се етични, го почитуваат правото јавноста да дојде до вистината преку факти. За домашна работа истражете како влијаат медиумите врз изборите. Благодарам за вниманието, имајте убав ден.